Почитуван господин Бертолини, почитуван министер, почитувани медиуми, почитувани присутни. Ми представува огромно задоволство како прв даночник да затворам еден ваков проект во кој целосно се вложени нашите напори за воспоставување на електронска даночна администрација која обезбедува кориснички ориентирани услуги, дизајнирани според потребите и барањата на корисниците. Со резултатите кои ги постигнавме со ЕУ поддршката обезбедена преку ИПА фондовите, направивме голем исчекор и промена на концептот на администрирањето на даноците во Македонија, но и промена во пристапот до нашите услуги. Во персонален данок ги вградивме најдобрите европски практики по македонски рецепт и развивме услуги со кои можеме да се носиме рамо до рамо со модерните даночни администрации. Новите електронски услуги за персонален данок овозможуваат во целост поедноставување на постапките и намалување на административниот товар за пријавување и плаќање на данокот од страна на фирмите и на граѓаните. Исто така овој систем обезбедува информации за другите државни институции, со што индиректно ќе влијаеме и го дадовме нашиот придонес кон подобрување на услугите на јавната администрација во Македонија. Еден од бенефитите од новите даночни процедури е укинување на годишните извештаи за персонален данок за фирмите, исплатители од 2019 година. За жал, оваа макотрпна работа сметководителите ќе ја имаат и во 2018 година. Издавањето на пополнетата годишна даночна пријава од страна на Управата за јавни приходи е долго очекуваната реформа која треба да ги намали долгите редици пред даночните шалтери во 2019 година, кога ќе им овозможиме на граѓаните нивните приходи кои ги оствариле во 2018 година да ги проверат, потврдат или коригираат електронски, бесплатно и едноставно преку новиот електронски систем персонален данок. Поднесувањето на електронските пресметки за персоналниот данок, кој се плаќа во текот на годината, планираме да отпочне од 2018 година за фирмите и граѓаните. Секако во исчекување сме на донесувањето на измените на Законот за персонален данок на доход, кои што ќе овозможат резултатите од овој проект да ги имплементираме и користиме сите ние во даночната пракса. Во овој дел од големо значење беше соработката со Министерството за финансии во делот на подготовката на законската и подзаконската регулатива. Почитувани, ова е крај на еден проект, но пред нас стојат нови предизвици и многу вакви проекти кои со поддршка од Европската Унија се веќе отпочнати, а ќе ни овозможат да исполниме нашата мисија, односно да обезбедиме висок квалитет на услуги за даночните обврзници, поедноставени даночни постапки за навремено и точно исполнување на обврските и праведно и ефикасно собирање на даноците, како и навремена подготовка и исполнување на критериумите за влез на државата во заедницата на европските држави. Благодарам.